Синокешниот пожар во Делчевското село Град без куќа го остави Војче Атанасов. Освен без покрив, Војче остана и без покукњина, лични документи, па дури и јалишта. Но не изгоре, шо, са немам ништо, помош, немам ништо. Бевте за Делчев? Телевизор, се изгоре, не, јас спих. Спих. И како? У колку сат? Од струата се запали, са нема каде да спиха, нема каде дир. Сега се ви изгоре, алишта, Алишта се изгорено, и шо са. кревет. Телевизор и се това изгоре. Даски, материјал за куќа. Материјал се. Кај нас ноши спа, никој неќе да го прибере. Нима алишта, нима јадење, нима пари му изгорели вчера у пожаро. Нима лична карта, нима ништо, место без пари да му дадат лична карта, они му пари тражат. Там е, това му е живеалиште. Тук имаше негови алишта, кауч. Имаш козабелиш. Не алишта многу, 2 телевизора имаше, детето си имаше. Ден по пожарот, соседите објаснуваат како настанал пожарот и како не успеале да спасат барем нешто од имотот на Атанасов. Па да, ние тук беме близина тук на куќа работевме и у моментот гледам нешто црно чур. Појдех да видам што е работата, гледам на комшиите кашта веќе беше кренала. Поврнах се да повикнам там. Брачет ми исто у пожарното работи, да пружиме помош да дојдат да гасат. Он се јави на пожарното ни дојдеа светоа за 5-16 минути, ама веќе тава крена и се направи пепел. Вчерашниот пожар за Војче Атанасов е животна катастрофа кој тој самиот не може да ја преброди. Цел живот тој се занимава со земјоделие и сточарство и живее сам. Поради ова, неговите соседи апелираат. До локалната, до сите, кој што може да помогне. Да му се изгради кров над глава и... Дека да, ако може това там некако се очисти, со нади бареме на собичка, да му се направи на човеко, барем да има дека да се живее. Не е кој знае колку това да не кошта него пари. Инаку, според првите анализи, пожарот настанал поради застарена електрична инсталација, а долговечната градба не можела да му одолее на огнот, па од куќата не останало ништо.